Министерството за внатрешни работи соопшти дека до неколку граѓани од страна на сторители кои лажно се представуваат во име на директорот на Бирото за јавна безбедност. Се упатени лажни пораки во врска со наводна тековна истрага. Од Министерството посочуваат дека во пораките се даваат насоки за 24 часа да се оди до полициска станица или да се испрати повратен имејл, бидејќи наводно примачот на пораката е предмет на кривични истраги за низа кривични дела, како што се детска порнографија, педофилија и трговија со дрога. МВР ги известува граѓаните дека станува збор за лажни пораки кои не се испратени од страна на Бирото за јавна безбедност при МВР. Овие електронски пораки се класичен обид за измама во кој целта на измамниците е да дојдат до личните податоци на граѓаните со цел нивна понатамошна злоупотреба. Покани до граѓаните за истражни постапки од страна на МВР не се испраќаат преку емаил адреси, се вели во известувањето на МВР. Оттаму апелираат до граѓаните да не отвараат вакви пораки, да не се контактира испраќачот и никако да не се споделуваат личните податоци кои ги бараат измамниците. Исто така апелираме граѓаните да не ги отвораат линковите и датотеките кои се испратени во прилог на било која електронска порака, која доаѓа од непознат испраќач, со цел заштита на вашиот компјутерски систем од малициозен софтвер, се вели во апелот на Министерството за внатрешни работи. Дизелот поскапува за 1 денар, а бензините Евро Супер БС 95 и Евро Супер БС 98 за половина денар за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство не се менува, одлучи Регулаторната комисија за енергетика. Малопродажната цена на мазутот се намалува за 0,486 денари, сега ќе изнесува 36,427 денари за килограм. Според одлуката на комисијата, бензинот Евро Супер БС 95 ќе изнесува 74,50 денари за литар. Бензинот Евро Супер БС 98 ќе се продава по 76,50 денари за литар. Дизел горивото Евро Дизел БС ќе се продава по 72 денари за литар, а маслото за горење екстра лесно по 69,50 денари за литар. Од Регулаторната комисија за енергетика посочуваат дека референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат зголемување. Во просек кај бензините за 0,613%, кај дизелот за 2,881%, кај екстра лесното масло има намалување за 0,251%, а кај мазутот исто така намалување за 2,898%. Главниот директор на BBC, Тим Дейви, поднесе оставка, а накусо потоа истото го направи извршната директорка на BBC News, Дебора Тернес, по жестоки критики за начинот на кој бил монтиран говорот на Доналд Трамп во документарец. Тернес изјави дека BBC не е институционално пристрасен, но дека презема лична одговорност за направените пропусти. Американскиот претседател Доналд Трамп на својата платформа Truth Social ги нарече новинарите на BBC корумпирани и нечесни луѓе, тврдејќи дека биле фатени како го менуваат неговиот совршен говор од 6 јануари. Трамп им се заблагодари на медиумите што го откриле скандалот и изјави дека се работи за страшна работа за демократијата. Документарецот, емитуван една недела пред минатогодишните избори во САД, прикажал дел од говорот на Трамп од 6 јануари 2021 година, така што се добива впечаток дека тој ги повикал своите приврзаници да се борат и да одат кон Капитолот. Во реалност, спорната фраза "ке се бориме жестоко" се појавува во сосема друг дел од говорот, а не непосредно пред повикот кон маршот, што предизвика обвинувања за манипулација. Главниот директор на BBC наведе дека одлуката е целосно негова. Тој призна дека имало грешки и дека како главен директор мора да ја превземе конечната одговорност. 79 лица се повредени во судир меѓу два патнички воза во близина на словачкиот главен град Братислава, соопштија властите. Ниту еден од учесниците во несреќата што се случи вчера вечерта не е во животна опасност. Повредените се префрлени во болници, соопшти службата за итна медицинска помош. Прелиминарните извештаи покажуваат дека регионалниот воз го игнорирал знакот стоп и преминал на пругите кон Братислава, каде што се судрил со брз воз. Точните околности од несреќата и натаму се истражуваат. Јавната телевизија извести дека во двата воза имало околу 800 патници, повикувајќи се на податоците на Министерството за внатрешни работи. Многу од патниците биле студенти кои се враќале во Братислава од нивните родни места.
До крајот на неделата времето ќе биде стабилно и суво со пониски утрински температури, најавува Управата за хидрометеоролошки работи. Денес ќе биде променливо облачно, предпладне со повремен локален дожд, ќе дува слаб до умерен наместа дожд по Вардаријадо, повремено засилен ветер од северен правец. Минималната температура ќе изнесува 4 степени, а максималната 16. Во Скопје претежно облачно време со повремени врнежи од дожд и слаб до умерен ветер од северен правец. Температурата ќе се движи од 9 до 16 степени Целзиусови.